Дали би ги донирале органите ако евентуално доживеете мозочна смрт? Дали сакате да спасите нечиј живот? Државата го менува законот за трансплантација и секој граѓанин може сам да се изјасни дали ќе биде дарител на органи по смртта. А никако досега семејството да го има последниот збор. Процедурата за тоа сега ќе биде едноставна. Треба само да потпишете изјава за тоа кај матичниот лекар. Лекарот ќе ја потврди со свој потпис и печат, а потоа ќе ја внесе во националната листа на дарители на органи. И тоа е се. Потоа никој нема да може да ја спречи вашата волја. Но, ако се предомислите во текот на животот, има чари и за тоа. Ќе потпишете нова изјава на нотар дека се повлекувате. И ја носите изјавата кај матичен лекар. Тој ја внесува во мој термин. Таа станува валидна во истиот момент. Со измените на законот се воведува уште една новина. Се проширува опсегот на роднини кои може да бидат живи дарители на органи. Досега тоа беше ограничено на мајка, татко, брат, сестра, баба, дедо, вујко, вујна, тетка, деца и внуци. Сега ќе може да донираат и тие што не ви се директни роднини, како сопружниците и нивните родители. Зет или снаа, шура или баџанак, мјатрва, золва или посвоител и посвоеник. Последните податоци покажуваат дека на листата за чекање органи има околу 200 пациенти. Во изминатата година имаше само 3 дарители на органи.